Ковид вирусот го коси медицинскиот персонал. Менаџментот на Охридската општа болница со известување до раководителите на сите оделенија да не одобруваат годишни одмори. Ако се направи масовно тестирање во болницата, повеќе од половина од кадарот ќе биде позитивен, вели директорот на здравствената установа. Ќе крени температура 1 ден, 2, 3, 4, нема да дојди, па повторно ќе се врати. Не викам дека е едноставно, одговорноста е голема, притисокот е голем. Условите за работа изразито се тешки, да кажем. Во Охрид не остана човек кој е негативен на вирусот. Заразата силно ги погоди постарите лица кои боледуваат и од други болести, но ковидот се шири меѓу младата популација од 20 до 40 годишна возраст, која се однесува крајно несовесно, загрозувајќи го здравјето на своите најблиски, вела докторите. И понадаму продолжуваат младите да се дружат во кафаните, да се гучкаат, не носат маски и многу од младите не ја почитуваат изолацијата. За да избегнат изолацијата, тие купуваат тестови, се тестираат со рапид тестови од аптека во дома. Епидемиолозите очекуваат бројот на заразени да расте. Во моментов покрај инфективното, ковид пациенти се примаат и на уште неколку други оделенија. Сликата е иста и во Струга, таму пандемијата го достигна пикот, особено помеѓу децата. Значи, ние од 70-80 прегледи прва и втора смена, да речам преку 60% се со симптоми на ковид. Со едни упорни, значи кашлици, со едни високи температури, кои не се смируваат со никаков антипиретик, подолго трајни. Лабораториските анализи укажуваат на тоа. Некој од родителите прифаќа да прави тест, некој не сака, одбива. Притисокот врз Охридската и Струшката болница е голем. Лекарите сугерираат ковид пациенти да се примаат повторно во Центарот за кардиоваскуларни заболувања, а дел од оделенијата да се префрлат во болницата Свети Еразмо.